Училиштето Колеканински од Битола денеска официјално го отвори кабинетот за инклузија кој ќе работи со деца со посебни потреби. Станува збор за проект кој ово училиште го подготвува веќе подолго време. И истиот на 6 ученици кои имаат потреба од постојана поддршка во совладувањето на наставата, ќе им обезбеди посебен метод на учење. Тимот за инклузија во Колеканински се состои од 10 члена, 6 персонални асистенти кои ќе работат со децата, а ќе соработуваат и со стручни лица од други институции. Во оваа катче ќе се работи со ученици со потешкоти во учењето од страна на стручни работници, психолог, педагог, дефектолог, логопед, во соработка со Завод за ментално здравје на деца и младинци, во соработка со Заводот Кочо Рацин, со Основното училиште Ѓорги Сугалев, со школска амбуланта и со сите други стручни лица од кои што ќе имаме стручна потреба од стручна помош. Имаме дечина на кои што му е потребна нужна стручна помош, односно тие ни се дечина со посебни потреби. Тие се 6 ученици и имаме уште 12 ученици кои што покажуваат одредени потешкоти во собладувањето на наставната програма. Училиштето Колеканински веќе 3 години работи на инклузијата, а кабинетот значи дека сме ја постигнале целта, вели директорката на училиштето Лидија Павловска. Ова се дел од ресурсите кои што се донирани од страна на организаторите на семинарите, но и од наша страна, се само со помош да се помогне, целта ни е да се помогне на ваквите деца. Исто така можам да напоменам дека веќе трет ден имаме персонални асистенти, во нашето училиште имаме 6 персонални асистенти кои што работат индивидуално со децата со потешкоти. Отворањето на кабинетот за инклузија е во рамки на одбележувањето на неделата на детето која се одбележува во сите градинки и училишта во земјата. Детската недела во Основното училиште Колеканински беше одбележана со свечена приредба за првачињата, кои станаа членови во детската организација. Овој свечен ден секој прваче доби детски пасош, кој што го добиваме од Сојузот за грижи и воспитување на децата на Република Македонија. Доби маркица со одбележување на детската недела, исто така доби и детски беч. Затоа со тоа тие станаа членови во детската организација и започне со уживување на своите права и одговорности кои им се загарантирани со Конвенцијата за правата на децата на Обединетите нации. Во Основното училиште Колеканински во Битола отворена беше и ликовна изложба на изработки на учениците под менторство на наставникот Никола Петровски.